Добре дојдовте назад, добро утро секое утро. Утринската програма секогаш се бави со многу теми од различни области. Така и денеска од Аџибадем Систина имаме одлична соработка и стручни совети само за вас од магистар доктор Слободан Антов, кардиолог, а ќе зборуваме малку за кардиоваскуларните заболувања, но и за високите температури, како тие може да се справат. Добро утро секое утро и за вас, докторе. Добро утро и на вас, добар ден и благодарам за поканата. Да, за старт, знам дека многумина од нашите граѓани, нели, си имаат мака мачат, не само од кардиоваскуларните, би рекла, заболувања или срцево болните, туку и останатите што притисокот малку ни варира овие денови во високите температури, но ете да започнеме на што треба да внимавате лицата со кардиоваскуларни заболувања токму во овој летен период. Па во летниот период, поготово оваа година, каде што сите климатски промени допринесоа до поголема изразеност на кардиоваскуларните заболувања, помала толерантност од страна на пациентите на овие климатски промени, поготово кај пациентите со докажани кардиоваскуларни заболувања, секако треба постојано да се повторува како треба овие пациенти, поготово овие пациенти да се заштитат, како и останатите пациенти, како сами што рековте, човек во делови не добиваш, има и други коморбидитети на кои исто така треба да се обрне внимание. Во тој смисол, јас би зборувал како кардиолог за кардиоваскуларните заболувања и заштитата на пациентите од климатските промени. Значи, треба да се внимава прво и основно на внес на сол. Солта е строго забранета кај овие пациенти, поготово со оние кај кои имаме докажана срцева слабост. Потоа, уредно внесување на течности. Следното што треба да се внимава изложување на температурни разлики. Значи, во пикот на пладне не треба да излагаат надвор. Редовно треба да ја зимаат препишаната терапија, што е проблем во денешно време, бидејќи заради состојбата со COVID-19 на многу од нив им е ускратена можноста да остварат контакт со матичен лекар, кој е основа во овој систем. И треба да внимават на лесна храна, не многу зачинета, доволно внес на овошје и зеленчук и послабо изложување на УВ зрачење. Добро, а високите температури, рековме, и она осцилација на ниска температура па повисока може да придонесат за срцев удар? Тоа прво ни текнува кога станува збор за кардиоваскуларни заболувања, но не е така, ќе зборуваме и за останатите нели симптоми. Има вистина и во тоа, со самата промена на температура, еластицитетот и комплијансата на крвните садови, што би рекле можноста да се шират и стегаат, ги изложуваат зидовите на крвните садови на поголем стрес при нагли промени на крвниот притисок и местата кои се предилекциони, значи предодредени за овие промени, обично се рачвиштета на крвните садови и со појава на турбулентно движење на крв и повредување на внатрешниот слој на крвниот сад, ендотелот, може да дојде до појава на акутни промени и манифестација на акутен коронарен синдром и крајната манифестација акутен миокарден инфаркт. Значи можно. Тоа е првиот показател, односно осцилации на временските услови, така? Па да. Прилики и неприлики. И промени на вредности на крвен притисок кај самиот пациент. Споменавте помалку сол, докторе, но во овие потопли денови знаеме да ни подспушти малце притисокот, не само за кардиоваскуларните заболувања, туку и на оние што не се жалат на некоја таква аномалија, би рекла, но велат дека солта па го покачува притисокот. Сега што велите вие? Јас велам дека не треба да се внесува сол, треба да се надокнадат течности, треба да се надокнадат електролити, но не треба организмот непотребно да се оптоварува со нешто што нагло качува притисок. Поготово за кардиоваскуларните пациенти, односно пациенти со кардиолошко заболување, бидејќи внеста на сол на ионака оштетените можности на главната пумпна единица срцето или на промените на крвните садови низ целиот организам може да доведе до нагли промени на крвниот притисок и овие пациенти, овие промени многу потешко ги
поднесуваат неко млади здрави индивидуи. И затоа во младост ние помалку се внимаваме дали внесуваме сол или не. Значи, некој пати во благите работи што ги јадеме има доволна количина на сол. Едино внесна сол и на ваков тип на минерали треба да се внимава кога примаат пациентите диуретици, кои не штедат електролити. А по сите овие параметри и симптоми што постојано доаѓаат до нас, но со оглед на тоа што Светската здравствена организација постојано истражува во однос на коронавирусот, нели? Секојдневно слушаме поинакви информации. Сега кардиоваскуларните болести се спаѓаат во ризична категорија на луѓе? Па да, секако. И Светската здравствена организација го потврди тоа, а зголемениот ризик од COVID-19 прво ги засега пулмолошките случаи, односно пациентите кои имаат проблеми со белите дробови, респираторните проблеми. Второ место го заземаат повторно кардиоваскуларните заболувања и за прв пат во светот се појави, поготово во Америка, кои имате педантни датабази и регистри, се појави податок дека смртноста од COVID-19 ја го презема приматот од смртноста од кардиоваскуларни и заболувања од рак, од канцер. Но сето ова не може да се земе со сигурност, бидејќи податоците што ги добиваме не се релевантни. Имаше голема кинеска студија на околу 72.000 пациенти, каде што е утврдено дека порастот и влијанието на кардиоваскуларни заболувања е и до 40%. Зголемено во однос на претходниот период. За жал, во денешно време, заради страв, пациентите не се јавуваат благовремено. Трудејќи се да избегнат една катастрофа, да бидат заразани со COVID-19 и да го смалат ризикот, бидејќи знаат дека се во високоризична група, тие не се јавуваат на време на лекар, со тоа го зголемуваат ризикот. И утврдено е дека и до 800% е зголемена смртноста во домашни услови. Имав прилика да зборувам со колеги точно од Бергамо, каде што имав и престој од една година, беа зачудени како одеднаш се изгубија пациентите со акутен миокарден инфаркт, како да не добиват пациенти акутен миокарден инфаркт. Од страв? Па не само од страв, веројатно и невременото јавување на ненавременото јавување на лекар допринесува до зголемена смртност во домашни услови и самиот страв на медицинскиот персонал во некои случаи веројатно допринесува да овие пациенти се изгубат во системот. Да не зборуваме за мисдиагнози, некој почине веднаш да се каже дека починал од коронавирус, а да се потценат овие други заболувања. Никако не треба да се потценат било кои, а посебно хроничните болести како што се кардиоваскуларните заболувања. А кои се најчестите прашања? Ете, како кардиолог, но во време на светска пандемија од вашите пациенти. Колку знаат или колку не знаат за коронавирусот? Дали да дојдат кај вас? Ете, споменавте и страф им е да се прегледуваат, редовно да вршат контроли. А тие се многу битни, така? Ако добро го разбрав прашањето, од лично искуство, бројот на пациенти кои... Да, во ова време од неколку месеци или во време на светска пандемија на COVID-19, кои се најчестите прашања до вас како кардиолог, кога станува збор нели за ризична категорија? Прво и основно прашање дали е безбедно да дојдам на контрола. Да, тоа претпоставав дека. Да, и дали да продолжи со препишаната терапија. Јас работам во високо организирана клиничка болница Аџибадем Систина, каде што сите овие можности за несакани додатни заболувања се практично исклучени. Лично и самиот медицински персонал и лекарите се високо обучени да се заштитат и справат доколку дојде до ваков случај и се врши на дневна основа проверка како на персоналот, така и на пациентите. Целта на ваквото однесување е да се обезбеди сигурност за секој индивидуален пациент. Значи, секој пациент треба како индивидуа да биде збринат, без разлика која е причината да се јави на лекар.
Чим се јавил на лекар, има мака. Наше е да го збринеме. Да. Секако да кажеме дека многу се важни превентивните прегледи, посебно кај овие заболувања, а и кои се безбедни сме за такви прегледи, се зголеми бројот. Кои се најчестите тогаш кардиолошки интервенции? Рутински, неинвазивни или инвазивни? Ние веднаш почнуваме со некоја класификација во глава. Па добро, јас сум интервентен кардиолог и најчести интервенции од ова поле се коронарографиите. Има и други типови на ангиографија, каде што се прикажуваат сите крвни садови во организмот, дали оние што го исхрануваат мозокот, нозете, бубрезите, другите висцерални, главни органи, висцерални органи. И најважно е срцето кај луѓето. И коронарографијата е најчесто применувана метода за диагностицирање и утврдување на состојбата на срцевиот мускул и крвните садови што го исхрануваат истото. А кога се решавате да направите ваков за коронарографија? Кога ќе се постават индикации. Индикации би биле познатите симптоми на градна болка, позитивен коронарен стрес тест или на ехокардиографски преглед кога имаме испади во кинетика, во силината на движење на срцевиот мускул во одредени региони, симптомите на пациентот, разговор со пациентот и се поставува индикација. Доколку се постави индикација, му се нуди на пациентот дали ќе прифати или нема да прифати. Тоа е тоа. Коронарографија, потребно е да се направи, симптомите може да укажуваат на коронарна болест, а како се изведува процедурата во аџибадем систина, ќе ни кажете вие сега. Колку време е потребно и во кои случаи е потребна дополнителна интервенција, освен коронарографија? Па вака, во аџибадем систина интервенцијата се изведува во специјално организирана сала, после предходна проверка во денешни услови за PCR тестови и откако ќе се утврди безбедноста за останатиот персонал и останатите пациенти, пациентот бива примен и практично веднаш по приемот може да се пристапи на ова инвазивна диагностичка процедура. Се изведува преку боцкање, пункција на артерија на раката, во 100% на случаи, 100% на случаи се врши на овој начин, и преку специјално дизајнирани пластични цевчиња се вбризгува контрасно средство со помош на кое ги прикажуваме крвните садови што го исхрануваат срцето во повеќе проекции, се со цел да се види дали имаат или немаат стеснување или промени на крвниот сад од внатре. Тоа вака народски е како прочистување, всушност? Не прочистување, народот крвни садови, па така обично. Лично за мене малце не те продувавме, те прочистивме. Да, тие те термини, прочистивме, ги прочистивме крвните садови. Малце ми се страни. Тоа е суптилна интервенција и треба да бидеме нежни према тој крвен сад, поготово од внатре, да не направиме додатно оштетување. И тоа ја прави разликата во постапките кај одредени интервенции. Треба да внимаваме, сепак човекот е човек. Секако. А тогаш во каква состојба треба да биде пациентот за да му се стави стент или па бајпас? После направената диагностичка процедура му се предочува наодот кој е утврден на пациентот, му се објаснува и се зазема став. Има три отприлике можни исходи. Едниот е да крвните садови немаат никакви стеснувања или имаат некои сосема благи, незначајни нерамнини кои не треба да бидат третирани, тогаш пациентот за негова среќа продолжува само со лекови во смисол да ги намали останатите ризик фактори. И вториот за интервентните кардиолози посакуван исход е да најдеме фокални лезии кои може да бидат решени, како и останат тип на лезии кои можат со интервентни процедури да бидат третирани и тога се пристапува константирање, се заменува материјалот со кој сме ја почнале диагностичката процедура. Интервенцијата, веќе тоа е интервентна процедура, не е диагностичка и е покомплексна. И последниот можен исход е кога имаме дифузни, тешко променети крвни садови со калциум и користа на пациентот со некое палиативно решавање не е адекватно за негова безбедност, тогаш му се советува на
пациентот дека треба да оди на бајпас, односно на хируршки третман. Што во нашата установа исто така е овозможено и е се на едно место. Сега, што со тие пациенти, докторе, што имаат извршена коронарографија во овие моменти на летни високи температури, како тие да се грижат за своето здравје, на што треба посебно да обрнат внимание, дали на исхраната, дали на движењето нивно, но сето тоа да биде, предпоставувам, во оние порани часови наутро и доцна попладне, предпоставувам, не знам, вие сте тука да ми кажете, а исто така што имаат и вграден стент или пак бајпас. Како тие треба да се одесуваат во овие? Тие пациенти обично се и добро едуцирани, доколку лекарот што ги кој води грижа за нив, адекватно обрнал внимание, можел да ги едуцира и да им даде упатства, како што ги кажавме од страна на превентивниот дел, како да се однесуваат во смисол на земање лекови и однесување, значи исхрана, внес на течности, како да се заштитат, редовно зимање на останатата терапија. Поголем проблем се оние пациенти што не се свесни, имаат тегоби, не се свесни и ги пренебрегнуваат симптомите, поготово оваа состојба кога се плашат од евентуална инфекција со COVID-19. Во тој смисол, нашата институција, значи клиничката болница Аџи-Бадем Систина, воведе бенефиција на кардиолошките процедури, конкретно на коронарографијата, и овие податоци може да бидат видени на веб страницата, на официјалната веб страница на нашата болница, каде што доколку се направи коронарографија по веќе поволни цени, а треба да се продолжи со стентирање, истата не се наплатува и не се наплатува доколку пациентот бива пратен на бајпас. Тоа е допринос на нашата институција во смисол во ова тешко време на COVID-19 да им се овозможи и оваа процедура да биде достапна за голем број на пациенти. Да. Ета кажавме колку време е потребно всушност за таа интервенција? Обично дијагностичката процедура трае 10 на 15 минути, некој пати пократко, во некои случаи лесно подолго. Пациентот се преврзува и се обсервира во наредните сат до 2, за да после негде 2 до 3 часа може да ја напушти установата и да замине дома, доколку не е стентиран или нема сложен аут. А во кој случај е тогаш па дополнителна интервенција? Кога ќе се најдат стеснувања, стенози, кои треба да бидат третирани. Но се објаснува на пациентот за наодот, доколку прифати, се продолжува со интервенција. И тоа е тоа. Да. А колку се важни симптомите? Дали навреме се јавуваат пациентите? Веќе е доцна за овие што ги кажавме, нели симптоми, кои се најчестите всушност за да знаат луѓето дека треба да отидат на кардиолог? Па најчести да не биде симптоми доцна за овој... и за коронарографија или за стент или за најчести симптоми за овој тип на заболување, значи за коронарна артериска болест, се прво губиток на снага, вообичаено ако се движел 2-4-6 километри, да почувствува дека не може тоа да го прави, да му се јавува стеглива, како во оклоп, некои пациенти ја опишуваат градна болка при физички напор, и забележува дека со тек на време состојбата им се влошува. Така да некој пат пациентите на овие простори може да се јават дури и кога имаат градна болка во мир и која трае подолго време, повеќе од 15 на 20 минути, и покажува веќе нестабилна состојба на овој васкуларен систем. Кај нашите пациенти на овие простори, некој пат е тешко да дојдеш до информација, просто ги изнудуваш информациите, затоа треба трпение и посветеност на секој пациент посебно да дојдеш до податоците што ти се битни за да индицираш некои испитување или не. Да, и за крај на ова наше денешно или ваше денешно гостување, каков е квалитетот на живот на овие пациенти, тоа после вграден стент или пак бајпас, на што се треба да внимава? Па треба да внимават на факторите на ризик, иначе квалитетот на живот воглавном кај
да не кажам сите пациенти, дефинитивно веднаш се подобрува. Веројатно, сега немам такво искуство, не сум кардиохирург за пациентите со Така, добро. Кардиохируршки интервенции, но кај нашите пациенти ми било кажувано додека уште лежи на маса дека веќе полесно дише. Тоа најчесто се случува кај пациентите со акутен срцев удар и кога го ослободуваш од болката, сигурно дека пациентот веднаш почувствува. А за останатите, олеснување. А за останатите пациенти обично на првата контрола веќе вика сосема друга состојба. И повторно не те ги советуваш и ги притискаш да не се опуштат, да не ги заборават сите режими на однесување кои сепак мора да ги почитуваме. Тие се многу битни затоа што режимот и на исхрана е многу битен, како и на нивното движење, но и начинот на живење, но да се придржуваат посебно до режимот на исхрана и до навременото дозирање, како што вие ќе им препорачате на медикаменти за да ги взимаат. Така е. А како вие, докторе, во ова време, невреме на светска пандемија, кога за жал требаше да ни се случи COVID-19, да сватиме колку сте ни нам потребни, медицинските лица, како вие се штитите, како вие вашиот квалитет сега на живот? Прво, како вие се заштитувате? Навистина сметам дека персоналот во нашата установа е високо едуциран и на високо ниво да се заштити и себе и да ги заштити пред се пациентите. Целиот медицински персонал и имаме целокупна заштита. Се што е потребно, така е поставеноста на самата болница, не може да нема. Се имаме. И од лично искуство, ако ме прашате како ние лекарите се штитиме, да, како вие? Го чувствуваме истото, но сме одбрале таа струка. Не можеш да бидеш затворен како систем. И тоа би се покажало веднаш. Значи, не можеш да... Треба да размислуваш на своја заштита, но не смееш да оптоваруваш околина со тоа дека ти си во грч стрес. Ако си ти уплашен, пациент уплашен, нема ништо од третманот. Да. Треба да се има смиреност пред се и професионално да се издржуваат работите. Токму така, да. Ви благодарам за корисните совети, навистина имавме што да слушнеме и што да научат секако нашите гледачи, што знам дека секој четврток се заедно со нас, а посебно за стручните совети од Аџибадем Систина, вашата клиничка болница. За денеска се решивме за оваа тема, топлото време и кардиолошките заболувања. Магистар доктор Слободан Антов, кардиолог, ви благодарам за вашето денешно одвоено време. Ви благодарам уште на поканата и на сите гледачи кои ја следеа вашата емисија. Да. Благодарност уште еднаш и секако соработката со Аџибадем Систина продолжува како и секој четврток и идната недела со нова тема и со нови стручни совети. Кратка пауза и продолжуваме со Добро утро, сега утро, бидете на ТВ Алфа.